Територијалната противпожарна единица Кочани синоќа и во текот на денешниот ден имаа полни раце работа. Во рок од 6 часа интервенирале на повеќе од 30 локации во градот, на места каде што имало големи штети, поплавени објекти на семејни куќи и подруми. Најголем дел од интервенциите биле за испомпување на вода од поплавени подрумски простории на улицата Роза Петрова, Иво Лола Рибар и 8 март, а интервенирано и на расчистување на паднати дрвја на неколку локации во градот, информираше командирот Драган Апостолов. 21 часот и 30 минути до 3 часот по полноќ имавме околу 30 на интервенции кои се состојат од вадење на вода, поплави, паднати дрва, електрични столбови, паднати дрва врз автомобили. Има и поголеми штети направено во, например, паднати дрва имаше врз автомобили на Скопска, број 4А имавме пријава од граѓанин дека е паднато дрвото врз автомобил. Паднати дрва имаше на Димитар Влахов, Монополските бавчи беше препречен влезот во Кочани и на улицата Теодосеј Паунов имаше паднато дрво. Ние беаме излезени на терен со сите расположливи средства, што ги поседува единицата. Имавме помош побарана и од Штип, каде реагираа со едно возило со 4 пожарникари и 2 помпи. Ни беа на помош и со доброволното друштво, како што знаете, имаме многу добра соработка, имаше од 15 до 20 луѓе од доброволното друштво и имаше луѓе од Центарот за кризи од ТЗС. Покрај територијалната противпожарна единица Кочани на терен до ранните утрински часови биле и доброволците од доброволното противпожарно друштво и Центарот за правување со кризи, како и пожарникари од територијалната противпожарна единица Штип.